Гиевски. Благодарам што дојдовте малку порано и на нашата литургија. Јас иначе сум Маријан Тапчев, председателот на Црковниот управен одбор при нашата црковна заедница Свети Климент Охридски во Белин. Овој период имаме малце некои нови измени. Гледаме да идеме што е можно понапред, да биде црковната заедница и црковниот храм онако како што го доликува за нас први македонците, поготово после за ваков град, метропола, тука во Белин. Отворени сме за соработка со сите, за било какви идеи. Нормално, ако е тоа поддржливо за црковната заедница, оно што може црквата да го поддржи и за доброто на сите. Јас сам не можам ништо да направам без вас. Затоа подолго време некој ја вика членарина, тоа е усвари парохијал. Тој парохијал изнесува 60 евра годишно и кој сака може да го заплати. Не е задолжително, не е ништо обврзувачки. Со самото тоа ја поддржаваме нашата црковна заедница за да можеме некои работи да направиме промени, дали трапезаријава малце да подсредиме, да биде потопла. Како што можете да приметите, некој што е малце подолго време, ќе видите дека имаме некои многу нови црковни работи, кои што треба да ги има. Исто гледаме понатака исто да набавуваме тие што се неопходни, што ни требаат, што до сега сме требале да ги имаме. Ви благодарам на вниманието. Сега малце накратко ќе ја прочитам биографијата на господинот Тане. Неговото име е Стојан Георгиевски, попознат како Тане. Роден на 26.5. во 1949 година во село Таринци, Штипско, во Република Македонија. Своето основно образование го завршува во своето родно место Таринци, а средно образование го продолжува во градот Штип. Во Штип се здобива со диплома за завршен машино бравање. Во 1970 година се преселува во градот Белин, во кој и до ден денеска. Стојан го започна своето творештво уште во возот по патот за Белин и почнува активно да пишува поезија. Неговата прва песна се вика "Карта во еден правец". Кога доаѓа во Белин се запишува на Сообраќајното техничко училиште, кој истовремено го завршува и се здобива со диплома за завршен сообраќајен техничар. Доделени му се и неколку благодарници за соработка со Агенцијата за иселеништво од Република Македонија за негување на македонската култура и јазик. Во иселеништвото учествува во голем број на книги од групни автори во Македонија и надвор од земјата, каде настапува и со читање на вечиниот јазик. До сега има напишано вкупно 8 книги поезија и 2 романа. Ова му е новиот роман, пријателски наслови, Мостови, со следниот пат на неговото творештво. Ако што сум информиран, слободно ќе го кажам со Тане, при крај со уште 2 романи, што значи дека кој ќе биде, исто ние стоиме на располагање да направиме промоција и овие промоции дружби се да се запознаеме македонците, да се дружиме, да се поддржаваме, затоа што со тоа што не се поддржаваме, не само што ни пропаѓа црквата, пропаѓаме и самите ние. Сме дошле тука, да речем сега во Германија, во Белин. Сами знаете, пред некој ден Германија имаше национален празник, обединување. Кога они више дека поделени не ги бива, да се спојат да бидат веле сила, така што ние македонците да се делиме. Секој треба да почне од себе, без разлика дали е за црквата или за било што, да не барам изговори, има други или зашто јас. Секој од себе да почне. Кој кога може и колку може. Некогаш ни се доволни и двајца само да се замете црквата или лисија да се собере. Не ако викнеме дека ни треба помош од црквата, дека сите бараат пари. Не е све во парите. Да, парите го движат светот и помагаат многу работи и изгледа нешто поубаво. Меѓутоа нешто кога го правиме со срце и љубов,
И кога одвајаме од нашето драгоцено време, тоа е скапоцено, не може да се купи со пари. Благодарам. Сега ќе му даеме на братот Кире да прочита дел од роман. Фала ви на вниманието. А кучето Белчо, како и секој пат кога излегуваше од дома цвилејки и вртејки го опаше од радосно истрача пред него. Со намера дека овој пат ќе го земи со него. А некој пат одеше и неколку метра поред него се додека Коста не го беше фатил правиот пат, како полицаец го чуваше. Белчо, врати се назад. Друг пат со мене ќе те земам, не денес. По патот до градот овој пат Коста не се брзаше. Одеше полека замислено, радосно и весело. Си свирикаше, си пефувкаше, а некој пати на глас. Му беше сеедно ако некој од патниците го слуша, кој што му доаѓа во сусрет или тие што го минуваа. Тој од радост како беше замислен, не гледаше ништо пред него. Во главата му се вртеше само едно: Шнајдерот Митко, неговиот шнајдерски дуќан и синот Јонче. Сега ќе ви се представи господинот Стојан Ѓорѓиев Тани. Почитувани присутни, добродојавте на добродојавте на ова пладне на поезија и проза. Овде, на ово свето место, каде наш завет е да си ја зачуваме верата и светлината на јазикот на нашата титковина. Прозата и поезијата се неголемиот чувар на нашиот јазик. Затоа денес ми е огромна чест и радост да го поздравам отецот Оливер Ноевски, организаторот и промоторот Маријан Трпчев, сите вас почитувани присутни. Редно е и јас самиот накратко да се представам. Јас сум Стојан Ѓорѓиев Тане, сум роден 1949 од кога година во село Таринци, Штипско, Македонија. По завршувањето на средното образование во 1917 година се пресели во Берлин, каде активно го започнав моето творештво. Пишувам поезија, проза за фамилијата, љубовта и татковината. Почитувани присутни, ви пожелавам убави моменти. Ајде, јас само малку да земам најочари, затоа што... И ти ги давам овој Ио уште добро гледам, али пак да грешки така и така правам кај читањето. Златан и Коста се родени во едно мало планинско село. Куќите во кои се родени биле градени со земјини, цигли и покриени со слама. Се наоѓале испред две мали ричиња, скриени меѓу густите борови кои наликувале на две птичји гнезда. Покрај нив имало и по едно кладенче кои со своите бистри води ги красале дворовите, кои како разиграни еленчиња со мали рокчиња поскокнувале по каменчињата и окрасале шарениот летни хилим во дворовите. Летната спарина ги мамела и разбените птици, кои радосно шлапкале со крилата во бистрите води, весело летнувале на дрвата, радосно чочореле и скокале по гранките. Во летниот период била прекрасна убавина, кладенци, високи борови, дебели ладни сенки, рацветани ливади со разноврстни разнобојни цвеќиња на кои застанувале пепероти, чили, кои летале од цвет на цвет. На која страна човек да се завртел, гледал
убави шарени летни филми. Се слушало и цвркот на разни птици, музиката на турчињата, што по цел ден и ноќ свирале калденците, кои жубореле во пазулите, криеле и мали животинчиња, кои по цел ден во нив се капеле. По смртта на нивните родители, бајцата го пуштиле првиот чекор за подобар живот и подобра перспектива на своите деца. Пријателски се решиле и преселиле во едно од блиските села до градот. Маргарита, како никогаш до тогаш, радостна не го беше дочекала. Во преградката му се фрли како аморова стрела и почна да го паклува и да му шепоти. Љубов моја единствена. Слушам много. Љубов моја единствена, ти ми фалиш и ти ми фалиш, остани крај мене, јас те љубам безкрајно. Во програтките на Ефрем најсигурно се чувствуваше како мало дете во мајчина преградка и почна да го бакнува и да му шепоти. Ефрем, исто така, и враќаше папежите и велеше, принцезо моја, никој нема повеќе до тебе да седне и во очи да те погледне. Ти си мој најубав свет на овој свет. Твојата убавина, никој нема со тебе да ја дели за наредните заеднички години бели. Маргарита го гледаше длабоко во очи, со треперли тих глас му рече: Ефрем, љубов моја единствена. Го стави прстот на неговите усти, тихо му рече: Пшш, слушај, бе добро што ќе ти кажам. Те слушам, убавице моја, те слушам. Ефрем нежно ја одговараше. Уште еднаш се насмевна, го бакна и тихо го шепна на ово. Ефрем, љубов моја, носам твое дете. Тој како што ја држеше во рацете полека, ја пушти на земја, се повлече еден чекор назад, ги пружи рацете према неја, ја фати нежно за лицето, ја погледна во очи и го промени лицето. Не му се веруваше радоста што ја чувствуваше во душата, не можеше да ја се окрие. Сакаше да ја праша дали е сигурна. Боровите не можеше да ги погоди. Одразу почна да замуцкува. Ти, Маргарита, истина ли е, сигурна ли си? Повторуваше неколку пати се побрзо и побрзо. Пак се доближи до неја, ја фати за тенката половина, ја привлече до себе и полека почна копчињата на летниот тенок пустан да ги откопчува. Нежно да ја бакнува по стомакот и со себе гласно си зборува. Тука во ово мало стомавче расте мојот син, мојата прва радост, и јас ќе станам татко, јас ќе имам син. Погледна во небото, се прекрасти и тихо изговори: Боже, ти благодарам. Филип како најстар меѓу нив, меѓу предградските деца, и беше пример. Сите го поштуваа. Тој организираше сите заедно да се собират, кога и каде да се сретнуват, пријателски да разговарат. Филип предложуваше на кој помош ќе му треба, сите еден на друг да си помагаме, пријателски да се собираме, да се дружиме и веселиме. Кога прв пат сите заедно беа собрани, Филип рече: Драги пријатели, првиот пример да го земиме од нашите родители и послушањето од нив, од нашите предци. Во тој момент, кога Филип го кажа неговиот предлог, тишина ја исполни просторијата во која се наоѓаа. Можеше да се слушне
како комарец прелетува од една на друга страна. И одеднаш по неколку секунди се слушна голем аплауз. Филип се чувствуваше прекрасно и пак продолжи. Драги пријатели, за мене нема ништо поубаво и подрагоцено од ова што денес го слушнав, кое ми го наполни срцето со радост и душата со пријателска убавина и светлина. Денес ни сите заедно докажавме на голема пријателска сложност. Секој пат кога излегувам на комисија имам трема. И пак се слушна уште еден погласен и подолг аплауз, а тоа беше пријателски знак дека сите заедно се сложни. Драги пријатели, рече Филип, и вечерва се собравме како звездите на небото да светиме по светот ние за нашето пријателство. Вечерва да ги расшириме рацете, да се прегрнеме и сите заедно песна да запееме, песна пријателска, да се слушне надалеку. Од една мала пријателска искра, голем пријателски оган да вигне, да светиме како сјај за нашиот пријателски рај. Така, секогаш собрани, прегрнати, со дигната глава, гордо да чекориме по патот на љубовта, за пријателството, да ги обновуваме пријателските темели на мостовите што некогаш нашите предци ги поставиле со пријателско срце и душа. И така, под ватокот на Ефрем, Гаврил, Јонче и Симон се сложија и продолжија да ги негуваат пријателството и да ги обновуваат темелите на пријателските мостови. Сега имам едно прашање. Имам една песна напишано за сите на што сме тука, пасова, тоа е само еден минут и можеме да изпитаме. Како да не сум... се извинявам, Како да не сум тажен? Како да не сум тажен? Кога ништо не е исто како што беше. Селата се напуштени, куќите се срушени, павчите се исушени, а дворовите со некоја чудна трава покриени. Ништо не е исто како што беше. Цутрицата на песната на славејот, нито цвекињата по полињата, ето жагорот на луѓето го нема повеќе. Сите потуѓе нас минати. За подобро утро, за подобро живот, за подобро време. Не, повеќе не гледам луѓе, како слеп да сум, не слушам жагор, како глуп да сум, нема с кого да зборувам, како нем да сум. Го нема повеќе тоа што некогаш беше. Од тага и душата ме боли. Така тивко за кратко време се промени. Во своја земја се чувствувам странец, како во некој си непознат свет. Десета книга е полесно. Ќе помине темата. Може крајот да го прочитам? Ништо не ми е познато, ниту месецот, ниту сонцето како некогаш. Како да не плачам, кога и срцето ме боли, кога ништо не е исто како некогаш што беше. Како? Драги браќа и сестри, ќе ве оставам сега на мала дружба со поетот, кој сака да купи книга, е 10 евра. Самото тоа помагате издавањето на оваа книга и на новите романи што ќе бидат. Ќе имате сигурно ќе сака и автограф да даде. Тој веројатно нема да нема автограф. Останете во добро расположение, добро здравје. После тоа ќе имаме заеднички ручек, донација и како што гледаме имаме двајца хармоникаши, добро ги загреале, па да видиме што научи да чини. Поздрав и секој добро. Thank you.